Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте, гледате Дневник. На почеток настаните на денот. Избрана веде обвинителка на местото на Коцевски. Се чека оглас за избор на наследник. Агелер е меѓу 30 амбасадори од кариера кои Трамп ги повлекува од функциите. Амбасадата и се заблагодари за службата. Измените на кривичниот предложени од власта не идоа на критики од опозицијата и експертите. Дали ќе отворат нови можности за неказнивост. Економско-социјален совет без конечен договор. Синдикатите притискаат за повисок минималец, владата бара да се договорат со бизнисот. Инвестиција од 100 милиони евра во енергетиката. Министерката уверува нема да има енергетска криза. Загадениот воздух предизвика притисок врз детската клиника. Хоспитализираните дечиња денеска ги израдуваа волонтерите од Црвен крст. Минималната плата и како таа треба да расте за диалогот со владата, но и со работодавачите, каков животен стандард има работниците во 2025-та, каков може да имаат во следната година. Мој гостин во Дневникот Благојар Алповски, председател на КСС. Почнува Дневник. Републичкото јавно обвинителство доби ново привремено раководство. Советот на јавни обвинители едногласно ја избра Анита Тополова Исајловска за веде државен јавен обвинител. По оставката на Љупчо Коцевски, таа ќе извршува функцијата најмногу 6 месеци, додека паралелно ќе тече постапката за избор на нов прв обвинител во државата. За незината биографија и достигнувања, Зоран Јаневски. Анита Тополова Исајловска е избрана за веде државен јавен обвинител. Начело на Републичкото обвинителство доаѓа по предлог на членот на Советот на јавни обвинители Кети Петкова. Беше избрана едногласно. На функцијата може да остане најдолго 6 месеци. Тргнав од еден принцип да го предложам за вршител на должноста заменикот на Републичкиот јавен обвинител, кој што овие години додека му траеше мандатот, ја обавуваше функцијата заменик. Тоа е јавниот обвинител во Републичкото јавно обвинителство Анита Тополова Исајловска. Предлогот го ставам на гласње. Кој е за? Констатирам дека едногласно е избрана. Тополова Исајловска работи во државното јавно обвинителство и според законите веде обвинител се избира само од редот на обвинителите во тоа јавно обвинителство. Незиното назначување следи по оставката на Љупчо Коцевски, за кого се бараше разрешување. Во веднаш случај колегата си даде оставка, каде собранието го констатираше оставката на колегата, ние сме согласно закон обврзани да има континуитет на работата на Републичкото јавно обвинителство, да избираме вршител на должност. Исајловска речиси 10 години работи во државното јавно обвинителство. Таа лани од Врховниот суд побара укинување на обвинението за случајот Талир на поранешното специјално јавно обвинителство. Сметала дека е незаконско обвинението заради начинот на прибирање на доказите и рокот во кој тоа било поднесено. Врховен го одби предлогот и продолжи судењето. Додека Тополова Исајловска ќе извршува веде функцијата републички обвинител, ќе се спроведува и постапката за наследник на Коцевски. Откако владата ќе побара собранието да распише оглас, во рок од 15 дена право да конкурираат имаат обвинители и судии и кривичари со најмалку 10 години работен стаж. Од кандидатите кои ќе бидат позитивно оценети, владата му предлага на собранието еден кандидат за чиј избор е потребно да гласаат најмалку 61 пратеник. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Македонија и Албанија со години заедно чекореа кон Европската унија, но денес, кога Тирана веќе води формални преговори, има отворено 34 поглавја, албанската министерка за Европа допатува во Скопје со порака дека не поддржува на европскиот пат. Од македонска страна повторена подготвеноста за разговори со Бугарија, но со јасен став дека без институционални гаранции за заштита на идентитетот и историјата нема уставни измени. Откако се раздвоја на европскиот пат, сега Албанија ја поддржува европската интеграција на Македонија. Албанската министерка за Европа, која е во официјална посета на земјава, вели двете држави делат иста иднина, а Македонија со зајакнати европски институции ќе значи и сигурност за целиот регион. Според Спиро Палја, Албанија, која за само 13 месеци успеа да отвори 34 поглавја, докажа дека е на вистинскиот пат. Сепак Албанија во моментов нема конкретни бројки, дали ваквиот успех на европскиот пат ги зголемува барањата за државјанство од албанците од Македонија.
И овој процес не го гледаме како надпревар помеѓу земјите кандидатки, туку како пат кој што го одиме заеднички, дестинација која е неизбежна и природна припадност на нашите народи. Албанија го поддржува интегрирањето на Македонија во Европската унија, затоа што делиме заедничка иднина и затоа што овде живе еден државотворен народ кој што постигна 33% според последниот попис. Министерот Муцунски пак вели дека Македонија е подготвена уште утре да седне на разговори со Бугарија за да ги надмине непринципилните блокади на европскиот пат. Повтори дека без никаква форма на институционални гаранции дека македонската историја и идентитет нема да бидат предмет на преговори, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Според Муцунски, радува фактот што се повеќе земји членки и европски институции ги разбираат ваквите македонски позиции, но не сакаше да открие каков одговор добиле при последната посета на Брисел. И од наша страна има подготвеност уште утре да седнеме и да разговараме и да дискутираме како ќе ја одблокираме оваа непринципилна блокада која што и се прави на нашата држава. Не планираме да создадеме ќорсакак како што создадоа нашите претходници. Комплексноста во целата ситуација е внатрешно политичката состојба во Бугарија. И затоа сме максимално внимателни во сето тоа што ќе го кажеме јавно. Муцунски и Спиропали на денешните средби ги потврдија одличните односи помеѓу двете држави, со посебен акцент на зајакнувањето на економската соработка, особено во реализацијата на проектите од Коридорот 8, зајакнувањето на трговската размена и проширувањето на соработката во енергетиката. Откако Албанија отвори конзулат во Струга, се очекува следната година да се отвори македонски конзулат во Корча. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Измените на кривичниот законник со кои власта најавува корекција на контроверзното намалување на казните од 2023 може да ја одложат одлуката на Уставниот суд за укинување на овие одредби. Судот размислува да му даде шанса на собранието да ги донесе новите законски решенија, пошто би можела да биде повлечена и постапката и оценката на уставноста. Иако власта тврди дека со предлогот се враќаат построги казни за корупција, опозицијата, левица и дел од експертската јавност предупредуваат дека се отвораат нови правни ризици и можност за дополнителна неказнивост. Измените на власта на кривичниот законник со кој треба да се поправи грешката од 23-та за драстично намалување на казните за злоупотреби направени од функционери. Веројатно во среда ќе ја одложи одлуката на Уставниот суд за укинување на овие спорни одредби. Според информација од судот се размислувало прво да му се даде шанса на собранието да ги донесе ваквите измени и доколку тоа се случи да биде повлечен и предлогот за оценување на уставноста на измените од 23-та. Одуставен официјално не ја исклучуваат ваквата можност. Предметот беше тема на разговор на денешниот состанок на судиите. Меѓутоа, одлука ќе биде донесена во среда, за кога овој предмет е ставен на дневен ред, велат оттаму. По критиките од Фелата и Европската унија, Уставниот суд на 12 февруари поведе постапка за оценување на уставноста на експресните измени, што ги направија СДСМ и ДУИ со намалување на застареноста на кривичните дела, поврзани со злоупотреба на службата. Тогаш уставните суди определија рок на собранието од 6 месеци, односно до крајот на годинава, да ги направат потребните измени со кои ќе се ревидираат претходните одредби. Од друга страна, измените што минатата недела ги поднесоа пратеници на владеачката партија со образложение дека се поправа грешката од 23-та, предизвикуваат реакции кај опозицијата. Од СДСМ велат дека новите одредби се спротивни на директивите на Европската унија. Ова директно го нарушува принципот на правна сигурност, утврден во ставовите на Венецијанската комисија и отвара сериозен простор за селективност и злоупотреби. Затоа го стопираат европскиот пат, затоа што Лаура Ковеши сите ќе ги реши. Дополнително со измените на член 353, злоупотребата на службена положба е во директна спротивност со Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата, УНКАК.
Од левица пак тврдат дека со измените не се враќа правдата. Предложените решенија не соодветствуваат ниту со предскандалозните одредби, ниту со кривичниот законник, изработено од експертската работна група кој што со години стои во фиока. Практично, наместо заострување на казнената политика, се создава правна рамка што овозможува побрзо застарување, поблаги санкции и реална можност за условни казни за најтешките форми на корупција преку облажување на казните, велат од партијата на Апасиев. Реакција има и од Blueprint групата за реформи во правосудството. Тие ги поздравуваат измените, но се сомневаат дека со нив може да се предизвикаат други последици. Тековните измени на кривичниот законник да се ограничат исклучиво на враќање на решенијата кои важеа пред 23-та. Да се повлечат или темелно преиспитаат одредбите за проширена конфискација кои овозможуваат одземање имот без кривична постапка и судска осуда. Да не се стеснува поимот корист само на имот на кориска и делата за злоупотреба на службената положба се дел од барањата на групата. Според објаснувањето од власта, со предлог измените се предвидени повисоки казни затвор за злоупотреба на службената положба и несовесно работење во службата, но и повторно враќање на злоупотребата во јавните набавки како потешко кривично дело, што беше избришано од СДСМ и ДУИ. Помалите казни за некои облици на кривични дела од оние што постоја пред измените од 23-та биле ставени согласно законодавството од европските држави, велат од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Економско-социјален совет без конечен договор. Синдикатите притискаат за повисок минималец, владата бара да се договорат со бизнисот. Инвестиција од 100 милиони евра во енергетиката. Министерката уверува нема да има енергетска криза. Нема договор за интервентно зголемување на минималната плата. Синдикалците од ССМ излегоа незадоволни од состанокот на Економско-социјалниот совет, обвинувајќи дека владата воопшто не планира расправа за животниот стандард. Од владата порачуваат дека зголемување ќе има само ако се договорат работодавачите и работниците. Бизнис заедницата предупредува дека нагло зголемување може да ја загрози економијата. Се договоривме дека ќе се договараме. Нема интервентно зголемување на минималната плата. На последниот состанок на Економско-социјалниот совет за годинава, Сојузот на синдикати незадоволен што точката за зголемување на минимална плата воопшто не беше во планот на владата. Поканата која добивме не беше во предвид да се дискутира за унапредување на животниот и работничкиот стандард на работниците, ниту на граѓаните. И бевме изненадени од таквата покана, веројатно некој сакаше да се честитаме нова година денес. Сепак, на барањето на ССМ точката за минимална плата беше ставена на дневен ред, но без успех. Трендафилов вели, никој не сака да ги слушне аргументите на синдикатот. Ги побивме сите досегашни тези на работодавачите, како и на представниците на владата, меѓутоа тие аргументи за нив не беа доволни. Анкетата која спроведе ССМ од 1600 испитаници исто така не беше репрезентативен примерок. Тоа што Македонија има најниска минимална и најниска просечна плата, односно ако има дно, многу пати кажуваме сме под дното и тоа не е доволно. Ставот на владата е јасен. Ако работниците и работодавачите се договорат, тие немаат проблем за интервентно зголемување на минималната плата. Ние како влада никогаш не сме биле против зголемувањето на минималната плата. Според сите параметри што ги гледаме, економските параметри, не покажува дека треба да интервенираме директно, пошто ќе се соочиме со зголемување на инфлацијата, ќе се соочат малите и средните предпријатија со економски, финансиски проблеми, каде што ќе бидат наведени да ги напуштат од работните места вработените, кои што не е интерес ниту во вработените, ниту во целата држава. Профитабилноста на македонските бизниси е меѓу 2 и 5%, вели председателот на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Поради тоа, во овој момент, енормно зголемување на минималната плата не би било добро за државата. Сепак, оттаму дале предлог преку законски измени да се интервенира во одредени сектори. Еден од предлозите на Бизнис конфедерација на Македонија во рамки на законот за работни односи да се прошири колективното договарање со што ќе се вклучи и минималната плата, особено во одредени сектори. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите. Министерот Дурмиши вели дека Министерството за економија се уште ја нема изготвено минималната кошница. Прашан дали државата планира новогодишна или божикна кошница, како што имаше во минатото, Дурмиши рече дека за сите прашања надвор од темата ќе одговорил во среда на брифинг со новинарите. Даниел Василев, Сител телевизија.
Во тема на денот Благој Раповски, председател на КСС. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Ја почнам се едно општо прашање. Како е заокружуваме 2025 со работници кои имаат подобар или полош животен стандард? Па, малце е дискутабилно ова прашање. Не знам како да кажам. Зошто? Има дел од работниците кои што останаа таму доле кај што останаа, но се надевам дека во 26-та година ќе најдеме заеднички сили и ние најрадливи работници да им помогнеме. Но општо можам да кажам дека работниците во јавниот сектор имаат успеси во оваа година и пол, така да мислењата се поделени. Кои се тие работи што може да се променат во 2026, ако гледаме и на денешниот економско-социјален совет, дека нема договори, се остава синдикатите и работодавачите да си најдат договор за тоа колка ви плати и колкава ќе биде минималната плата, без владата да се вмеша? Па вака, морам да го поделам во два правца во ваше прашање. Прво треба да објаснам зашто е дојдено до тоа, а после да кажеме како треба да се реши проблемот. Според нас, според Конфедерацијата на слободни синдикати. Првиот дел е за тоа што не се почитуваат законите во претходните 7-8 години и се подигаше популистички минималната плата. Таа минимална плата се подигна до 70-80%, но платите во јавниот сектор пред се, кај што е државата најголем работодавач, останаа исти. Работниците останаа покуси за негде околу 70 до 75%. Ако се почитуваше законот за минимална плата и членот 8, денеска немаше да разговараме за 500 или 600 евра минимална плата, туку ќе разговаравме за многу поголема плата, затоа што работодавачот е владата е најголем работодавач во јавниот сектор. Вториот дел го гледаме во тоа што работодавачите кажуваат искрено и јавно дека не можат да издржат да ја подигнат платата во сите сектори. И за тоа оставаат простор во одредени сектори кои што и за нив се високо платени дејности, да може да се договараме низ грански колективни договори да се подигне платата. И тоа ќе биде инпут за подигање и на минималната плата и на просечната плата. Така да мислам дека во таа насока можат да се решат проблемите и околу примањата на оние најниски примања што ги имаат во моментот во државата. Да, не го разбрав добро тоа, можеби вие можете подобро ми го објасните. Повисока минимална плата во сектори во кои веќе има повисока плата. Тоа е сега да им гарантирате 600 евра плата на програмери кои земаат 1500 евра минимална плата? Па не, можеме да гарантираме, например, 600 или 700 евра во туризмот и угостителството, каде што има дефицитарен кадар. Можеме да гарантираме некоја одредена сума од 700 евра во градежништвото, каде што се бараат багеристи, кранисти, мајстори и така натака. Значи има простор каде што може да се договори таа минимална плата и сектори кои што го бараат тоа. Ние го заборавивме бипартитниот социјален диалог. Очигледно дека овие години од популизмот што настана во државата, само да се собираат политички поени, ние заборавивме на колективните договори на ниво на сектор, каде што имаме двајца преговарачи. Тука владата не се меша. Работодавач од приватниот сектор и работниците од тој работодавач. Ваш став е дека е фер да преговараат две страни каде што едната е во позиција на моќ, а другата е во позиција на нужда? Не, двете страни имаме исти интерес. Имаат недостиг на работници во одредени сектори, тука можеме да си помогнеме заеднички, така да и тие имаат разбирање околу тој дел, но треба да се најде заеднички јазик. Ниту ние не треба да бараме премногу, нити тие па да не попуштаат воопшто. Добро, ССМ веќе најави одредена можности за штрајкови. Кој е вашиот синдикален став? Дали, бидејќи зборувате за владата како најголем работодавач, дали штрајк во јавниот сектор во одредени делови кои што се најзагрозени, видовме управата за матични книги, например, дека веќе изразува на овој начин револ. Дали е тоа патот преку кој може да се изврши притисок за носење на одредени политики и мерки? Вака, ние во изминатата година и пол имавме доста турбуленции околу усогласувањето на платите во јавниот сектор. И еве ќе почнам од управата за водење на матични книги. Во 2023 година првпат се воведе минималната плата како дел од основна плата. Во 2024 година со потпишување на општиот колективен договор во 23-та требаше се тргне.
успеавме ја задржиме. 24-та, 25-та ги усогласивме платите. Има расположение од владата, тоа го кажа уште во април месец, требаше да се отпочне во мај месец, каде што требаше да се кумулативно да се зголемат платите, нели 7-5-5-7, кумулативно требаше да биде над 26%. Еден од синдикатите од ССМ тоа го обструираше, но еве ги уверувам сите и во договори она што го имавме и денеска што го изјави премиерот на економско-социјалниот совет дека следната година најдоцна до март ќе се потпишат тие колективни договори, сите ќе имаат покачување, тоа им е јасно и на вработените во управата за матични книги. Никој нема да биде иземен да добие повеќе покачување од она што е договорено, значи помеѓу сите синдикати. Тоа се негде околу 8,5 до 9.000 вработени во министерства, управи, агенции кај што немаат никакво покачување. Во изминатата година и пол направивме исчекор во здравството. Платите се покачува, еве заклучно со март ќе се покачат за 20%. Ние ако земеме 2027-2023 година, ние немавме 22 немавме покачување во јавниот сектор. Сега за година ден имаме 20%. За година и пол. Истото се случува и во образованието. За година и пол се покачуваат околу 20% платите. Ако овој тренд се држеше и претходно, ако се почитуваше законот за минимална плата како што се почитува сега, кажав и уште еднаш ќе повторам, ние сега имавме 500 и над 500 евра минимална плата. Но ние сме сега во ситуацијата во која што сме. 24.400 динари е минималната плата. Потрошувачката кушничка, која нерадо владата ја обзервира, пресметана од ССМ, 65-66.000 динари, како да тргнете на пат со третина наполнет резервоар е тоа од прилика, според тоа колку приходи имаат овие семејства со минимална плата. Од оваа точка натаму како? Не се почитувале законите, сега сме овде. 1.600 динари во март, што ќе поменат реално? Па дали ќе видат 1.600, 1.800, не знам, но знам дека треба она што го реков, да седнеме со работодавачите во одредени сектори да ја покачиме платата и не само минималната плата, туку и останатите плати. За да го средат растот и на минималната плата, но и на трошоците за живот. Ако ние претходно имавме 15-20% инфлација, а не добивавме ништо, се доведовме во таква ситуација да сега, искрено го кажува владата, неаме ние толку пари да одвоиме од буџетот. Замислете сега буџетски средства за 130.000 работници кои земаат плата од буџет, да се покачи платата за 20-25%. Тоа е незамисливо, го кажаа тоа, значи и премиерот и министерката за финансии пред сите синдикати, се сложивме сите. Која е потребата од ова сега што се прави и што го прави ССМ, ние не знаеме. КСС е синдикат кој што е најголем синдикат во јавниот сектор и претежно функционира во јавниот сектор. Она што ние го отпочнуваме сега во приватниот сектор, еве им подаваме рака на ССМ да помогнеме сите заедно во одредени сектори кај што има можност, кај што и работодавачите се согласуваат да подпишеме грански колективни договори. Тоа ќе биде една одскочна даска за растот и на минималната плата, и на просечната плата, и на платите на сите вработени. Како гледате на тој предлог владата практично да ги субвенционира, односно да не ги наплаќа придонесите на оној износ кој што ќе биде над сегашната минимална плата? Значи, цаци вака. Ние од секојаш сме биле против да се субвенционираат платите на работниците во приватниот сектор. Зашто сме биле против? Затоа што и за време на корона кризата многу зборувавме за тоа дека многу од фирмите добија пари за да исплатат плати на работниците, парите не завршија кај работниците и се злоупотребуваше. И тоа е една лоша страна кај што ги учиме работодавачите само да бараат пари за субвенционирање за плати. Јас сум за една друга стратегија, и мислам и ние во КСС веќе тоа сме го разгледувале. Она што го бараат работодавачите од нас продуктивноста, треба да се свртат кон нив, да видиме каква е нивната продуктивност. Ако ти во Македонија ние само одледуваме компир или само одледуваме грози и тоа го извезуваме,
Значи, они треба да се свртат кон тоа како треба да го преработат тој компир и да направат додадена вредност, а со тоа ќе имаат и поголем профит и поголеми плати за работниците. Треба да бараат пари или субвенции за да направат брендови и за да можат да прават готов производ. Например, ние имаме текстилна индустрија која што не е трудоинтензивна, а никој не бара пари да направи бренд, сите бараат пари да им се додадат за да парите од лонг производството им бидат малце поголеми. Значи, тука треба да го бараме ние решението. Не треба да го бараме решението во субвенционирање на платите. Треба да го бараме решението во субвенционирање на нови технологии. Со тоа ќе се даде правеци на образованието, па луѓето што завршиле, например, одредени струки, или што не се запишуваат во одредени струки, денес имаме недостаток на ветеринари, недостаток на шумски инженери, така, тоа ќе си даде сам правец дека сите треба, дека факултетите ќе почнат повторно тие факултети да стануваат атрактивни. На ваков начин, само со субвенционирање на платите и не завршуваат ке работниците, ние секоја сме биле против. Беше најавено дека од јануари веќе ќе почне објавувањето на кошничката која ќе ја пресметува државата. Вклучени сте во тој процес и што ќе се разликува? Имате информација од она што досега го гледавме како синдикално? Па не се разликува. Многу се разликува во тоа што сега ќе се зимаат во кошницата што ќе ја изработува државата 7-8 релевантни ланци на маркети и од тие сите маркети ќе се бара некоја средна цена. Но морам да кажам една работа. Тука многу се манипулира со просечна и минимална потрошувачка кошница. На Србија има две, објавуваат на веб страната и минимална и просечна. И просечна потрошувачка кошница. Имаме и ние така? Па не знам како ќе биде. Значи ќе имаме 5 кошници за трочлено, минимална, мислам, просечна и така натака. Она што се случи крајот на 2023 година, почетокот на 2024 година со новата методологија, ССМ таа кошница, минимална синдикална кошница, во ССМ порасна за некои 200-250 евра наеднаш. Така да треба да седнеме сите заедно и да дадеме констатација. Која кошница е минимална, која кошница е просечна. Ви благодарам, господин Раповски, за гостувањето и анализата во Дневникот. Благодарам и на вас. Владата најави инвестиција од речиси 100 милиони евра во енергетскиот сектор со изградба на фотоволтаична централа Битола 3 и ревитализација на 2 хидроелектрани. Проектот ќе се финансира преку кредити од Германската развојна банка, КФВ и Европската банка за обнова и развој, а средствата ќе ги повлече ЕСМ. Новата фотонапонска централа треба да придонесе за зголемување на домашното производство на електрична енергија и намалување на увозната зависност. Без енергетска независност и стабилност не можеме да ја развиваме економијата на начин на кој што ние имаме амбиција да ја развиваме. Тоа значи дека еден од главните приоритети на оваа влада е како држава да бидеме енергетски стабилни и тоа го сметаме како безбедносно прашање. Очекувам дека и во иднина ќе испорачаме резултати кои што ќе не водат како држава кон енергетска независност и од држава увозник да бидеме држава која што ќе биде извозник на електрична енергија. Ова значи обезбедено производство на енергија и сигурност која што ќе придонесе кон одржливо обезбедување струја и енергија. Битола 3 ќе добие дополнителен капацитет со кој што ќе се произведат речиси 181 мегавати на почиста енергија и ќе се намалат голем број тони на емисии на CO2. Енергетска криза нема да има, уверува министерката Божиновска. Владата утре ќе ги активира стоковите резерви со јаглен и мазот, доволни за 47 дена поради проблеми со снабдувањето предизвикани од блокадите на грчките земјоделци. Граѓаните да бидат спокојни, енергетска криза нема да има. Владата утре се очекува да ги активира стоковите резерви, каде се чуваат доволни количини на јаглен и мазот за снабдување во следните 47 дена, уверува министерката за енергетика Божиновска. Блокадата на грчките земјоделци
која трае речиси 1 месец, ја отежна набавката на потребните енергенси за производство на електрична енергија. Затоа државната ЕСМ со писмо до владата бара да се прогласи кризна состојба. Нема да има никаква криза, за граѓаните тоа нема да значи ништо, бидејќи државата има резерви на мазут. Тоа значи дека ако знаете дека има протести со грците, значи има веќе повеќе од 50 дена неможност да се добави мазут. Тоа значи дека државните резерви ќе ги снабдат ЕСМ со мазут. Грчките земјоделци најавија дека ќе ги прекинат блокадите за време на божикните и новогодишни празници. Граничните премини и патишта ќе бидат отворени за сообраќај од денеска до недела 28 декември, како и 30 декември до 4 јануари. Потоа повторно се враќаат на граничните премини, се до исполнување на нивните барања. За помала енергетска зависност и сигурност во снабдувањето ќе придонесе изградбата на интерконекторот со Грција, кој треба да биде готов до 2027 година, како и кон Србија, кој би се пуштил во потреба во 2028. Вкупните планирани инвестиции во енергетски проекти на Министерството изнесуваат 1,353 милиони евра. Што значи дека Македонија ќе биде сериозна, односно ќе се транзитира Грција, Македонија, Србија газ. Божиновска информира дека по над 10 години мирување, нафтоводот Скопје Солун повторно ќе се стави во функција. Ценовникот е веќе усвоен. Грчката компанија Хеленик ќе плаќа 20 евра од тон, од кои 4 евра ќе одат кај државата, како собственик на 20% од нафтоводот. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Кога вреди ќе стане партија и кој ќе биде лидер? Има ли преговори за реконструкција на владата или само пополнување на испразнетите ресори? Колку е реална уцената на Дуи дека нема да влезе во влада без воведување Бадентер? Во вечерните вести на Сител. Респираторните инфекции и загадениот воздух го зголемија притисокот врз детската клиника. За време на викендот регистрирани са над 150 прегледи на деца со симптоми на инфекции на дишните патишта, а дел од најмалите пациенти поради компликации се задржани на болничко лекување. Над 150 прегледи на болни деца викендот имале дежурните лекари на детската клиника. Поголемиот дел биле со полесни симптоми на горните дишни патишта, но неколку бебиња поради компликации задржани се на болничко лекување. Кои симптоми најчесто доминираат овој период? Значи, лесна симптоматологија во смисла на горно-респираторни инфекти, кашлица, течење од нос, црвени очи, кај некои се развива и висока телесна температура. Меѓутоа, најголем дел се третираат симптоматски, доколку има долно-респираторни симптоми во смисла на пневмонија, наод, белодробен и така натаму, се хоспитализираат и добиваат соодветен третман. Загадениот воздух деновиве според педиатрите дополнително им ја влошувал состојбата на болните деца. Секако, значи, загадувањето влијае, особено кај помалите деца. Ние ги препорачуваме тие превентивни мерки за хигиена и лична заштита, особено за школските деца кои контактираат со своите врсници во училиште. Доколку имаат симптоми на грип и слични состојби слични на грип, треба да останат дома за да се штитат себе си и другите луѓе и да се избегнуваат, значи, престои во градинки, во места каде има луѓе кои имаат симптоми на грип. Инаку неделно на детската клиника кај 5 до 6 дечиња изолираат грип, најчесто инфлуенца тип А. Александар Динев, Сител телевизија. Стотина дечиња пред новогодишните празници поради болест ги минуваат на детската клиника. За да изнудат детска насмевка, волонтерите од Црвениот крст на град Скопје традиционално 8 година поред, маскирани во костими на омилените суперхерои од цртаните филмови, се спуштија со јаже по зградата и поделија подароци на хоспитализираните дечиња на клиниката. Оваа година со поддршка на хеликоптерската единица на МВР, Дедо Мраз и дел од детските јунаци слетаа со хеликоптер на клинички.
Под мото да подариме насмевка и ова година присутни на детска клиника, дел од нас облечени во костуми, колку толку да украдеме некоја дечја насмевка. Нема нешто поубаво кога сега ќе ги видите лицата на децата кои нажалост овие последни предновогодишни денови ќе ги поминат можеби во болнички постели. Се надевам дека им посакуваме што е можно побрзо да го напуштат овој објект. Морам да напоменам дека ова е продукт, односно производ волонтерски. Со мултимедијалниот музичко-сценски проект Сонцето, колку е блиску сонцето, Made in МНАТА, во режија на Дејан Пројковски, Македонскиот народен театар на 29 декември ќе одбележи 80 години постоење. Представата е аудиовизуелно патување низ македонската театарска и културна меморија со учество на околу 60 изведувачи, жива музика, 3D мапинг и современ сценски израз, како омаж на традицијата и идентитетот на Македонскиот народен театар. Мислам дека направивме една представа која што она што е најважно, да успееме да бидеме достојни на 80 годишниот јубилеј и на сите големи актери, драматурзи и режисери кои што го поминале својот живот во МНАТА и ние како нова генерација сме должни да ја дадеме таа почит, да се присетиме дека во Македонскиот народен театар се родиле и Буре Барут, Мамај кој прв почна, Срикненова 49-та, Кенгурски скок, Макаевејски празници и многу друг голем број на култни представи кои што некако се дел од темелот на она што се нарекува денес современ МНАТА.